Оваа Божја заповед ни наредува да ги слушаме и почитуваме нашите родители, да им помагаме и да се грижиме за нив во нивната старост и немоќ, бидејќи и тие имале тешкоти додека не одгледале и израснале. Ние сме должни да ги цениме и слушаме нивните совети, да им бидеме благодарни и да ги сакаме и тогаш кога грижата за нив ќе ни представува товар, а по нивната смрт да ги спомнуваме во нашите молитви, да им правиме молитвен спомен во црковните богослужби, парастоси и за упокоени свети литургии, а особено да правиме добри дела за нив и за простување на нивните гревови. Зошто треба да ги почитуваме нашите родители? Затоа што преку нив Бог ни дал живот и благодарејќи на нивните самопрегорни грижи, ние сме израснале, сме се оспособиле за живот и сме станале членови на Светата Црква. Нашите родители треба да ги почитуваме и заради тоа да им дадеме добар пример на нашите деца. Ако ги почитуваме нашите родители, и тие ќе не почитуваат нас. Она што се родителите за своите деца, тоа се државните управители и црковните учители и раководители за својот народ. Добрите христијани треба со почит да се однесуваат кон своите старешини и пастирите на Светата Црква. Во Стариот Завет Бог наредил да биде погубен секој што се однесува грубо и без почит спрема своите родители. Така, например, Аваселом бил казнен до смрт затоа што се разбунтувал против својот татко, царот Давид. Втора книга Царства, 18 главата, 9 стих. И самиот Господ Исус Христос ја почитувал и извршувал оваа заповед и со зборови и со дела. Според Евангелие според Матеј, 15 глава од 3 до 7 стих, Евангелие според Лука, 2 глава, 51 стих, и Евангелие според Јован, 19 глава, 26 стих. За да обезбеди добрата состојба на децата и подчинетите, Божјото Слово им дава соодветни задолженија на родителите и старешините. Светиот апостол Павле им препорачува на родителите да не ги жалостат своите деца преку неразумна строгост и несправедливост, туку да ги воспитуваат во науката и стравот Господов. Послание до Ефесијаните, 6 глава, 4 стих. Светиот апостол Петар ги моли црковните пастири: пасете го Божјото стадо, што го имате, надгледувајќи го неприсилено, туку драговолно и според Бога, не поради неправедна корист, туку од добро срце и не како да управувате со народот, туку давајќи му пример на стадото. Послание на Светиот апостол Петар, 5 глава, 2 и 3 стих. Светиот апостол Павле вака ги советува началниците и господарите: вие, господарите, спрема робовите своји бидете справедливи и давајте им го оно што им го должите, кога знаете дека и вие имате Господар на небесата. Послание до Колосијаните, 4 глава, 1 стих. Кога родителите, началниците и пастирите служат сесредно и согласно со Божјата волја за доброто на своите деца и подчинети, тогаш и децата и подчинетите ќе ги почитуваат и ќе им помагаат во нивните напори за постигнувањето на општото добро. Кога има хармонија меѓу едните и другите, Бог ги надарува со благосостојба и среќа. Оваа Божја заповед ни забранува да го убиваме нашиот ближен од завист, омраза, користолюбие или одмазда. Значи оваа заповед бара од нас да го почитуваме животот на ближниот, неговото најголемо богатство, да не му го одземеме со оружје или на некој друг начин. Убиството е забрането затоа што Бог го создал човекот според својот образ и според своето подобие и му дал живот. Она што не можеме да им го дадеме на луѓето, немаме право ни да им го одземеме. Со шестата заповед се забрануваат освен непромисленото и следниви видови убиства: несправедливо осудување на смрт, кога на некого можеме да му го спасиме животот и го оставиме да умре, кога со тешка работа и казна им го нарушуваме здравието и ја предизвикуваме нивната прерана смрт, кога си го скратуваме животот преку невоздржливост и порочен живот. И самоубиството е рамно на убиство. Нашиот живот не ни припаѓа нам, туку на Бог. Грев против оваа заповед си убиствата во неправедливите и агресивни војни, водени во името на поробување и лишување од основните човекови национални права. Само во одбранбената војна, кога се брани честта на блиските и слободата на татковината, убиството не се смета за грев.
и убиството без намера, случајното убиство, ја нема одговорноста на свесното и намерното, бидејќи таму не учествува волјата на човекот. Ваквите убијци се виновни само затоа што не го предвиделе сите можности и не ги презеле предпазливите мерки. Иако судот ги ослободува ваквите убијци, Светата црква им наложува известни епитимии за очистување на нивната совест. Според учењето на Господа Исуса Христа, гревови против шестата заповед се гневот против ближниот и навредувањето со непристојни зборови, а особено соблазната. Најстрашен вид на соблазна е свесно одвраќање на децата и младината од добриот животен пат. Спасителот вели: кој соблазни едно од овие мали, за него е подобро да му се обвиси воденички камен на вратот и да потоне во морската длабочина. Евангелие според Матеј, 18 глава 6 стих. Кон тешките гревови против оваа заповед спаѓа и омразата. Светиот апостол Јован Богослов пишува: секој кој го мрази братот свој човекувиец. Прво послание на светиот апостол Јован, 3 глава, 15 стих. Со оваа заповед сме задолжени да ги чуваме нашите души и тела, како и оние на нашите ближни, и да правиме се што е потребно за нивното здравје и спасение. Бог од љубов спрема нас го чува нашиот живот, затоа и се нарекува човеколюбец. Оваа Божја заповед ни наредува да почитуваме брачната чест на нашиот ближен, врз која почува светоста на христијанскиот брак. Заедничкиот живот на сопругот и сопругата, со оваа заповед се забрануваат сите незаконски полови односи, прелюбата, половиот однос пред бракот и сите неприродни и противприродни полови односи. Целта на оваа заповед е да ја запази светоста, среќата и вистинската цел на брачниот живот. Љубовта меѓу мажот и жената е природно чувство, вложено од Творецот длабоко во човековото срце. Бог ја благословил љубовта помеѓу мажот и жената. Прва книга Мојсеева, 2 глава, 24 стих. Спасителот им напомнал на фарисеите за овој благослов. А светиот апостол Павле им советува на мажите: вие мажите, сакајте ги жените своји како што и Христос ја засака црквата и се предаде себе си за неја. Сите се должни да ги сакаат жените своји, како што ги сакаат своите тела, зашто кој ја сака својата жена, тој се сака и самиот себе си. Поради тоа човекот ќе го остави таткото свој и мајката своја и ќе се придружи кон жената својата, обајцата ќе бидат една плод. И така, секој од вас да си ја сака жената своја, како што се сака самиот себе си, а жената да го почитува мажот свој. Послание до Ефесијаните, 5 глава. Која е причината за нарушување на оваа Божја заповед? Ѓаволот, кој е непријател на секоја чистота на светот, кој ги мрази луѓето и нивниот напредок, освен тоа и духовната непросветленост и незнаењето на луѓето, кои знаат сосем малку за тоа дека секој маж и секоја жена се лик Божи и дека нивните тела се облика на нивната душа. Моралната чистота ги одржува и одделни личности и народите силни, додека гревовите спротивни на оваа заповед се причина за пропаста на телото и на душата, за страшни и срамни болести, душевен неспокој, болни и сакати деца, отчајание и лудило. Во целиот Стар Завет идолопоклонството се нарекува блуд и прелюба, а идолопоклонството е еден од најголемите гревови против Бог. Светиот апостол Павле пишува: не знаете ли вие дека сте храм Божи и Духот Божи живее во вас? А некој го разори Божиот храм, него Бог ќе го разори, зашто Божиот храм е свет, а тој храм сте вие. Прво послание до Коринтијаните, 3 глава, 16 и 17 стих. Седмата Божја заповед ни наредува да пазиме нашата телесна чистота пред бракот и сопружничката верност во бракот. Осмата заповед ни наредува да почитуваме собственоста на нашите ближни и да не ги лишуваме од неа. Секој има право да се користи со својата честна работа и со имотот што го стекнал на честен начин. Кражбата на тук имот е тајно присвојување на имотот или дел од него кој му припаѓа на нашиот ближен или на општеството. Отворен грабеж со насилство, лага, прикупување или продавање, неизвршување на должноста во општествената служба и помалку работење отколку што сме платени. И мразливоста е кражба од другите и себе си и оние материјални вредности кои биле стекнати во попусто загубеното време. Должни сме да го почитуваме имотот на секого, да бидеме честни и правични во сите наши работи,
да живееме од собствениот труд, да им помагаме на нашите ближни кои се наоѓаат во беда и во сиромаштво, да бидеме вредни и работливи, да работиме повеќе отколку што се бара од нас. Секогаш треба да се споменуваме за зборовите на светиот апостол Павле. Поблажено да се дава, отколку да се зема. Дела на светите апостоли, 20 глава, 35 стих. А оние што се сремат кон целосно совршенство, Спасителот им препорачува целосно одрекување од својата собственост во полза на ближните. Според Евангелие според Матеј, 19 глава, 21 стих. Буквално сватена оваа Божја заповед ни наредува да не даваме лажни искази против нашите ближни пред судовите и на тој начин да ги обвинуваме за нешто што не го сториле и да предонесеме да придобијат незаслужена казна, да во поширока смисла оваа заповед ни наредува да имаме контрола врз својот јазик, да не лажеме, да не се подбиваме, да не озборуваме и да не ги соблазнуваме нашите ближни со измислени приказни. Спасителот ни учи да не ги осудуваме нашите ближни, за да не бидеме осудени. А светиот апостол Јаков вели: ако некој од вас мисли дека е благочестив, а не го скротува јазикот свој, туку го мами срцето свое, неговата благочестивост е суетна. Јаков, 1 глава, 26 стих. Свети апостол Павле пишува: кој го сака животот и не сака да види добри дарови, него го пази јазикот својот зло и устните своји да не зборуваат лага. Христијанинот е должен секогаш да кажува вистината, да се искажува за ближните скромно, пријателски со љубов, да не се однесува строго кон недостатоците на ближните и во се да биде справедлив. Од каде доаѓаат лагите? Од сатаната, кога Господ Исус Христос го нарекува татко на лагата. Сите што лажат, говорат од името на сатаната. Со оваа заповед, Господ Бог ни ги забранува сите наши неправедни желби кон нешто што му припаѓа на нашиот ближен. Лошите желби се забрануваат затоа што од нив се раѓаат лоши дела. Нашето срце е вистинска работилница на се што мислиме, зборуваме и говориме. Со оваа заповед се забрануваат сите желби кои се спротивни на љубовта кон ближните и имаат за цел да го присвојат оно што му припаѓа на ближниот. Ваквите мисли и желби се раѓаат од зависта, која е еден од најодвратните пророци. Таа е ненаситна и го измачува дури и завидливецот. Од зависта произлегуваат многу неправди и беззаконија. Поради зависта на ѓаволот, смртта влезе во овој свет, а браќата на Јосиф од завист го продадоа во Египет. Според светиот Василий Велики, другата страст, погубна од зависта, не се зародува во душата на човек. Таа му нанесува повеќе штета на оно што има, отколку на другите. Како регета што го разјадува железото, така и зависта ја јаде душата во која живее. Зависта ја разгризува душата што ја носи. Завидливецот е секогаш препун со тоага и со лутина. Ако на ближниот му родила нивата, ако има во изобилство се што му потребно, ако неговата радост е наполно постојана, сето тоа го измачува завидливецот. Зависта е расстройство на животот и непријателство против се што е дадено од Бога на човек. Отпор против самиот Бог. Да бегаме од неа, таа е пронедок на демоните, се идба на ѓаволот, залог за вечните маки, пречка кон благочестивиот живот, пат кон пеколот, лишување од Царството Божјо. Како да се спасиме од ова зло? Ако од зависта, како од извор, истечуваат духовна смрт, лишување од добрини, нарушување на пријателството, откажување од секое добро, оддалечување од Бога, тогаш да го послушаме апостолот што ни советува за тоа. Еден кон друг бидете добри, сочувствителни, проштевајте се еден на друг, како што и Бог ви прости преку Христа. Послание до Ефесијаните, 4 глава, 32 стих. Грешните мисли и желби ја валкаат душата и ја оддалечуваат од Бог. Нечистите мисли и желби секогаш раѓаат лоши мисли и дела. Спасителот мучи, од срцето излегуваат лоши помисли, убиства, прелюбодејства, блудства, кражби, лажни сведоштва, хули. Тоа го осквернува човек. Евангелие според Матеј, 15 глава, 19 и 20 стих. Оваа Божја заповед не задолжува да го чуваме нашето срце чисто, да ги контролираме нашите чувства, желби и мисли, навреме
да го отсечеме секој корен на гревовните дела, да бидеме задоволни со тоа какво не создал Бог и да не бараме повеќе од она што го има. Најбогати се оние што се задоволни со она што го имаат, а не оние што имаат многу, а сакаат да имаат уште повеќе.